Добра вечер, почитувани гледачи, јас сум Драган Милосавлjević, вие следите емисијата Заспи ако можеш. Вечерва имаме многу интересна емисија, верувам дека ќе останете со нас до крајот. Навистина ќе споделиме интересни информации, ќе почна малку од подалеку, односно од нова што е сега актуелно, имено опозицијата и власта се расправаат околу фамозниот владин авион, нели, кој што се користи веќе подолго време и околу кој веројатно имало договор дека крајно време е да се набави нов, затоа што полека му истекува времето на траење, како и сите нешта, и авионите имаат рок на траење. Премиерот вели дека самите пилоти практично на авионот се тие кои што побарале негова смена, меѓутоа опозицијата тврди од свој причини се разбира дека всушност владата се расфрла со пари и сака да троши на непотребни работи, би можела авионот да тој нов авион да не биде купен и на негово место да се дадат пари, например, за работниците, што е вака политички делува легитимно. Проблемот е во тоа што го тврди премиерот имено дека авионот полека доаѓа до својот крај, дури испрати една порака дека буквално секој летање со него е своевиден ризик и порача дека би можеле буквално да загинат. Се разбира, оваа тема сама по себе е доволно важна и верувам дека допрва ќе се расправа за неа, иако владата се откажува од купување на нов авион. Меѓутоа тоа ме потсети на нешто друго, на несреќата на покојниот претседател Борис Трајковски, кој што загина во авионска несреќа кај Мостар пред многу години заедно со екипажот на авионот и со луѓето од неговиот тим. Несреќа која што се разбира ја возбуди јавноста во Македонија многу и од тоа што отвара многу теми, дали е навистина авионска несреќа или некој сакал да го убие нашиот претседател, што пак не враќа назад уште неколку години, имено до фамозниот 3 октомври 1995 година, кога се случи атентатот врз тогашниот претседател Киро Глигоров. Тогаш претседателот го преживеа атентатот за некое чудо, остана, се оздраве, остана на функцијата до крајот, меѓутоа тоа беше еден од оние круцијални моменти, се разбира, во историјата на Македонија, исто и како загинувањето на претседателот Борис Трајковски, кој што ја на некој начин ја обликува еднината на земјата. Моето лично сведочење од тоа време се разбира многу кратко. Јас во тоа време бев средношколец во гимназијата Јосип Броз Тито. Не знам како е сега, тогаш беше многу елитна, многу силна гимназија, беше рано утро, час по латински. Слушнавме голема експлозија со оглед на фактот дека од плоштадот до гимназијата има одве неколку стотини метри. Паметам дека имавме час по латински јазик. Наставничката, професорката излезе, се врати после некое време и ни кажа има атентат во претседателот, не знаеме дали е жив, иако беше една вака силна стамена жена, видов, се уште се сеќавам на тоа солзи во нејзините очи, рече претседателот е нападна, државата е нападната. Се разбира, ние реагиравме на средношколски начин, како што реагираат млади луѓе, веднаш отидовме на местото на настанот, навистина можеше да се помине од таму, го гледавме мерцедесот на претседателот со една локва крв во близина и така натаму, нешто што за секогаш останува во сеќавањето на секој што бил присутен на ваков или онаков начин. Зошто го зборувам ова? Минатата недела имаше една конференција, научна конференција на тема 30 години од атентатот, впрочем 30 години, неколку месеци помина од овој фамозен настан, на која што беа кажани, се разбира, нови работи до некаде за овој атентат. Меѓутоа факт е дека цели 30 години овој атентат останува мистерија, останува прашање неодговорено кој тоа, зошто го се обиде да го убие претседателот на независна Македонија во тие клучни моменти, кога се уште траеше, односно завршуваше полека војната во Босна и во Хрватска, санкциите во тогашна СР Југославија се уште беа на сила, една крајно невралгична, би рекол, ситуација. Многу беа спомнувани мултигруп од Бугарија, српски служби и така натаму, но не должам многу. Вечерва мој гостин во емисијата е господинот Драги Несторовски, поранешен началник во МВР, човек кој што во овие клучни моменти бил на чело на оперативната група која што ја водела истрагата за атентатот. Несторовски, благодарам за гостувањето во Алфа.
Благодарам и за поканата. Вака почнав оддалеку, меѓутоа дојдовме до суштината на нештата. Навистина 30 години помина од атентатот врз председателот Киро Глигоров и кој сака може што сака да зборува, стотици и илјадници теории има што се случило, зошто се случило, како се случило, кој е виновен пред и се и што значеше тоа за Република Македонија, да се обидеме вака од оперативен, ако така можам да кажем, аспект да ги приближиме гледачите до она што се случи, да извлечеме одредени заклучоци. На 3 октомври, рано утрото, 95 година, експлодираше едно АМИ, ако не се лажам. АМИ 8, да. Да, младите сега и не знаат како изгледаат таквите автомобили. АМИ 8 е од моето детство, од вашата младост автомобил, еден никаков автомобил би рекол, меѓутоа таа експлозија направи големи, огромни промени на македонската политичка сцена и веројатно го промени колосекот на движење на истата. Вие, како тогаш инспектор во МВР, добивте задача да направите истрага што точно се случило. Па точно, на 3 октомбар пред 30 години, односно 95 година, во утринските часови, само што бевме дојдени на работа, се чу голема експлозија. Прво помислиме дека е некоја плинска боца, во околните згради, обично имаше такви случаи да експлодираат, од невнимателност на собствениците на становите. Него овде експлозијата беше малце проследени со некој чат голем, така да од нашите работни места до улица Македонија, каде што беше настанот, воздушно има околу 150-200 метра, се истрчаме да видиме и што е. Која разбрахме дека е фактички атентат на господинот Киро Глигоров. Видовме еден хаос, едно возило растурено, паника кај луѓето, една загриженост и кај нас и кај сите луѓе. Сепак се работеше за институција председател. Не е било кој човек за држава која штото го беше формирана 2-3 години. И ако бидеме реални, човек кој што имаше несомнено голем авторитет. И авторитет и популарност. И кај македонците и во останатиот дел на Југославија, поранешните републики, па и надвор. Сепак беше и повозрасен, имаше поголемо политичко разбирање во однос на сите други што беа активни тогаш, може да кажеме, беа и деца негови. Тие беа во 20 во рани 30 години, тој тогаш имаше 70 и кусур. Премиерот беше околу 30 години, така да може да замислиме сега кој бил односот кај народот во однос на владените представници и председател. Сепак имаше голем рейтинг како председател. Бевме сите загрижени. Второ, ние не сме имале вакви случаи редовно да ги работиме, нити сме знаеле, нити сме работеле, нити сме умееле такви работи да почнеме од почеток да ги работиме, така да бевме доста загрижени. Само морам да кажам дека во овој период, првите 10-15 дена, службата за јавна безбедност не беше вклучена во ангажманот за... Ова е многу важно. И чисто да расчистиме за тие што можеби не знаат. Службата за јавна безбедност, тоа е класичната полиција. Полиција, да, инспекторатот. Инспекторатот. Меѓутоа, службата за државна безбедност, тогаш наречена ДБК, сега би дошло АНБ. Добро, тоа е исто, само тоа е исто со друго име. Со друго име. Е таа која што во првите круцијални моменти ја презема контролата врз истрагата. Ја презема и контролата, си формираше своја работна група, просторија со одреден квантум на потребни ресурси и чекаше од криминалистичката техника да се изјаснат кој е собственик на возилото. Бидејќи едино беше почетокот да се најде преку бројот на шасија кој е собственик на АМИТО. Од кога е видоа чиво е возилото, се повика собствениците, тие беа негде од крива паланка и со нив случајот тие го водија разговорот. Како го продале, кој го купувал возилото и према ние што разбрахме од поединци од ДБК кои го воделе разговорот, дека се работи за тројца помлади луѓе, зборувале македонски, сега изгледот како го опишуваат, на фоторобот не може да ги доловиш баш убаво ликот на... Иако, јас се сеќавам дека во тоа време циркулираше на телевизиите еден фоторобот направен на одредено лице кое што се бараше.
кој што Точно, најверојатно направија нешто да. како фоторобот, него тоа многу и не ни помогна, можда како што разбравме некои помлади луѓе биле уапсени од страна на полицајците Кои што личеле, може би, да. така да Но не даде резултат. Да, не дадоа некои резултати. Сега тука после 10-15 дена се дали под притисок на меѓународната јавност, под притисок на некои повозрастни политичари во Македонија, дека треба да се клучи и јавна безбедност. Односно, треба и јавна да го води случајот. Само, ако кажам поставеноста на службата, ќе дојде дека дали јавна или државна, дова е исто, бидејќи сите старешени што беа во тогаш секретаријати за внатрешни работи, беа поставувани од државна, односно и лица вработени од државна ги поставуваат да бидат Во јавна во безбедност. јавна безбедност. Дури и нашиот подсекретар, односно помошник министар, тогаш беше работното место, на јавна безбедност дојде од државна безбедност. Чекај, тоа е стандардна процедура или не? Тогаш беше стандард. Тогаш беше, сега не е Да, така. сега не, сега политички избори, не. Добро. Не може да биде истото. Но овие 10-15 дена, господин Несторовски, мислам дека и Павле Трајанов на онаа конференција зборуваше, се многу круцијални, затоа што во тие клучни мигови всушност се најмногу се доаѓа до докази. Па, Затоа што уште како се велат железото се кове додека е тоа жешко, да. жешко. Прво беа да се најдат трагови. Латентни или било какви да се подигнат, да се донесат, се вештачат. Значи требаше да се види собственик на возилото каков експлозив е, тоа со одредени брисови, форензичарите го разбираат, и да се долови кој го купил, кој го донел возилото. Сето тоа ние немавме ништо. Сем дека газди се по возилото некој од Крива Паланка, дека дале некој исказ како изгледа тие што купуваат, а за експлозивот беше прво кажано амониум нитрат. Добро. И ние го пред 25 кила било поставен амониум нитрат, заштитен овој другиот дел према тротоарот со вреќи и песок, да не повредат некои случајни минувачи. Иако загина, ако не се лажаме, Па еден човек. загина еден случајен минувач И возачот на Мерцедес. Така да дојде до јавноста дека тој што го поставил што ја поставил колата бомба, сакал да ги заштити граѓаните. Добронамерен бил. Што е вака малку сумнително, добро, да. Да, али така беше кажано. Ако се јас го памтам, Откаде излезе таа приказна за амониум нитрат? па еден од форензичарите, старешината го кажа тоа, потоа и министерот. Така? Да. Морам да ве прашувам затоа што 30 години се поминати, заборава некој да, работа. во ред. Апсолутно. Ама пошто после 10-15 дена мене ме повика како раководител на оперативната група, Докато тогаш министер беше господин Јумер Фрчковски, така? за Јозеф внатрешни Фрчковски, работи. да. Достави од Скопје 12 инспектори, од секоја општина по двајца и од секоја општина во Републиката по двајца. Еден униформисан и еден цивил. Радиообврски, тогаш немаме мобилни, канцеларија и телефон статичен, за да може да имаме комуникација. И секое сознание што ќе го добиат, треба да ми јават. Ако е сознанието се каже по телефон, добро, ако не, или ќе дојдеме, или ќе дојде да на состанок да ни објаснат што, какво сознание имам. И почнеме да функционираме после 2 недели некако да придобираме одредени сознанија, а и ние сами да правиме анализи од каде да почнеме. Јас таа оперативна група што имав аналитичар, имав документарист, јас и раководителот од Скопје, за Скопје што беше, ќе дискутираме од каде да се почне. И паднала идеја дека година дена пред овој настан во Македонија беа парламентарните избори. Така е, кој што опозицијата одби да учествува. Па, не беше опозиција тогаш. ВМРО си беше од 91 ги доби изборите, него Но не беше на власт. 93-та ги откажа. Така. Ја откажа властот. Имаме нели експертска влада, па Да, добро. и Петар Гошев водеше партија, дали беше Демократска народна партија или партија главно Демократска нешто беше, да. Така беше он и Лјупчо Ѓорѓевски јавно кажа дека нема да учествуваат на овие избори 94 година, дека им се заканувале со атентат. Сега во мене ми е, веројатно сум заборавил, но еве, ова е многу интересно. Пред атентатот врз претседателот Глигоров, имаме избори, Да. на кои што СДСМ практично сами учествуваа. Сами со социјалистичка партија и и реформските освоја сите. Па добро, све. Практично се освоија. Опозицијата во
видот на ВМРО ДПМН и на партијата на господинот Петар Гошев, кој што доаѓаше од социјалдемократите, да не забораваме, потоа ама се скара одвои, со нив, одбија да учествуваат и моите сеќавања се дека нели не веруваат дека ќе биде демократски процесот. Меѓутоа овие што кажувате е навистина многу интересно. Не го кажа и јавно, јас кажувам каде што сум чул или сум прочитал дека едно што не се согласува дека нема да бидат демократски изборите, второ дека им претеле или се заканувале со убиства на семејствата на нив и така. На Петар Гошев и на Липчо Георгиевски. Добро. И сакаме нормално со нив да извршиме разговор, да видиме од каде им доаѓало таа закана. И што дава резултат овој разговор? Не даде затоа што веќе ДБК ги имаше сите повикано, сите на некој начин ги разговарала, па дали што разговарале, не ми објаснува. Јас неколку луѓе што ги знаев и од едната и од другата партија не сакаат да зборуваат, бидејќи вика сите сте исти, што да ви кажуваме, сите сте шпиони на некој начин, нас и така натака. И добро, викам, чим веќе неќе да зборат, не можеш да ги приселиш за информативни разговори. Зборувате за луѓето од околината на Липчо Георгиевски и Петар Гошев. Од ВМРО и од партијата на Петар Гошев. Значи веќе се разговарало со нив од страна на биле државна повикани, ги повикуваа. И потоа со вас билот нема што да разговараме Па веќе. нема повикани, малтретирани, како да кажам, не сака да воопшто да разговарат. Но не беше тоа сумнително, мислам се. Па беше сумнително, ама не може да... Ако они знаеа некој што им претел, требаше да го кажат. Мислам, тоа би било најфер, затоа што сепак е атентат не на Киро Гигров, тој институција беше председател, државата беше млада и сега во зародишти веќе да ги растуриш институциите само што почна да функционираат, малце невкусно, без разлика дали си опозиција или опозиција. Апсолутно. И некој демократска партија беше на Петар Гошев. Така, демократска партија. Сега со по ова рачунаме која држава околна би имала интерес, дали Југославија, дали Бугарија или Грција. Албанија имаше своји проблеми внатрешни и не ја земеме толку во обзир. Тогаш сега Југославија се викаше Црна Гора и Србија. Беа во војна и беа блокирани од светов. Нити можеа да добиват нафта, нити па има своји предмети да ги продаваат надвор од производи од фабриките. Но затоа шверцувавме машала. Па не само што се шверцуваше, имаше на граници од тогаш меѓународна заедница, ФОР, како се вика, не знам, ама композиции си одеа цистерни, дури приватни со луѓе носеа гориво. А од Југославија па се пренесуваше роба која произведена во нивните фабрики, само се ставаше дека изработена во Македонија да се продаде во странство за одреден процент на наши бизнесмени, другите да ги префрли во Србија. Некој се збогатија со тоа. Да, многу. Сега таквите работи Киро Гигров ги познаваше, ги знаеше, не беше дека не е запознат и имаше кажано да се престане со тој начин на функционирање. Ова е многу важно. И беше ден пред атентатот беше во Белград. Така е. Киро Гигоров разговарале со Слободан Милошевиќ за што било се разговорот. Ние не добивме одговор и не знам некој дали го добил. Второ беше Бугарија и Грција. Едно што разбрав дека Бугарија и Грција негде 89 година тајните служби и на едната и на другата држава се состануваат и да се договора што да прават со Македонија ако дојде да се самостои од Југославија и како да делуваат понатака. Грците никако не сакале Македонија да дојде членка во Обединетите нации, нити пак да дојде како членка на Европската унија. Затоа што претходно имавме ние дека Македонија и Словенија можат да влезат во Европска унија, така да притисок вршеле на сите меѓународни институции да не признаат прво како членка на Обединетите нации под Република Македонија, нити пак да влеземе во Европска унија. Идејата им било дека ако ние влеземе во Европска унија, локалната самоуправа во локални државите на Европска унија е многу јака. И со тек на време локалните самоуправи на близина на грчката граница и нивните ќе почнат да соработуваат. За 15-20 години административната граница на некој начин ќе снема, него ќе се формира културно-лошка граница, онама доказа што на времето македонците наши биле во Егејска Македонија, а и многу па ќе формираат своји домови или викенд куќички. Тоа е многу важно. Така да
не сакале тоа да се случи. Но интересно велите со бугарите. Бугарската тајна служба и грчката во 89-та тие година се уште би требало да се исконфронтирани. Бугарите тогаш беа уште комунисти, Грција си беше капиталистичка тајните служби. И бугарите веќе знаат дека 89-та ќе заврши со комунизмот. Него интересот за Македонија било и тогаш. Они 74-та има интерес за Македонија да не се признае како држава, него како територија. Тоа беа подпомогнати и од тогашниот Советски сојуз. Добро. Така да и бугарите има интерес да Македонија не биде признани, иако тие признаа први, ама со тоа дека исти народ, ама две различити држави, тогаш така беше. И јазикот и цешо понатаму. Имаше спомнати мултигруп. Тоа е некоја криминална организација, нели? Тоа беа, како да кажам, економски организации, финансиско-економски организации, подпомогнати од руски агенти. Дали тоа беа бугари како руски агенти или руски агенти во Бугарија, главно тоа беше исто, но кој е интересот да баш Киро Григоров биде мета на таква една организација. Но убаво се сеќавам дека токму таа приказна во прво време најмногу беше форсирана во јавноста. Па тоа е форсира министерот. Ама некој му го напиша, па го кажа. Ако кој го кажуваше тоа, ние требаше да ја апсиме од мултигруп овде. Имаше луѓе од мултигрупата? Па имаше, како не. Тој што беше како директор, после неколку месеци го беше задавен во Софија од некои грчки агенти и така натак. Значи беше оставен без некој да се... Имаше и наши вработени во мултигруп од Скопје, мислам, македонци. И тоа на некој начин го третираме, ама сакаме да идеме подлабоко да видиме до каде ќе иде. Имаме во меѓувреме дојава од еден офицер од армијата наша, кој наводно работел во контробавештајната служба, дека луѓе од генералштабот на Македонија го финансираат атентатот на Киро Григоров. Ова лице беше бркано и од државна безбедност и од контробавештајната служба и ја имам задача да го како раководител на оперативната група да го најдам и да го приведам или да го донесам во Ловар. Преку моите инспектори ние го најдовме. Тој се криеше нормално дека беше фактички следен бркан беше и од едната служба и од другата баран да се дури мислам сака и да го ликвидираат. Закажаме состанок, иако тој не прифаќаше, само кажа дека јас сум од јавна безбедност и ќе биде состанокот на неутрално место, нема во Мовара, нити па негде во некој суд, него надвор од канцелариите работни. Така да имавме состанок работен или информативен разговор во една од скопските кафани. Добро. И тој ми извести дека фактички генералштабот имал алиби да го стори тоа, бидејќи прво изгубил голема позиција како генералштаб во македонскава влада, односно во Министерството за одбрана и не се на исто ниво како генералштаб кој е било во Југославија. Многу помали ингеренции имаат и дека им се зима цивил доваѓан да им биде старешин, односно министерот за одбрана. Со тоа не можеле да се согласат. И второ дека 93-та година голема количина на пешадиско оружје продале на хрватите. А заодврат зеле нешто пари и старо оружје. На прашање од каде знаеш дека старо оружјето. Јас вика го видов оружјето, цевките им беа со стегнати као на менгеме, кои се репарирани цевки се, прочистени од старите папавки, така ги вика популарно полуавтоматските пушки и за многу мали пари го зеле цело наше пешадиско вооружување. Чекајте, фактички хрватите од нас добиваат релативно ново оружје. Ни дава старо и некој дина. И некоја пара за луѓево кои што го продаваат. Да. А тука биле вклучени нормално од генералштабот. Киро Григоров тоа го разбрал, но нормално дека замерил, сакал нешто да разговара и затоа е случена оваа бомба. Прво кажа дека и тогаш дека експлозивот е воен. Што подошно се потврди, ако не се лажи? Се потврди, да, дека тој е воен експлозив и тој е иницијален експлозив, така го вика, да не може да биде амониум нитрат. Амониум нитрат е експлозив кој, како што разбрав после тоа од научните кругови, се става иницијален експлозив, амониум нитрат ја растресува земјата, ќе рудници да може лесно да се копа. Добро. И што произлезе од оваа истрага со генералштабот? Па, произлезе дека стварно фали
5 кила експлозив, мислам, во касарната сега, тоаш маршал Тито Сегилинден, ама ништо не се презеде, бидејќи тоа се позборувања, нема нека вистина, дека никој не сакал баш председателот да го да му изврши атентат. Отидовме на друга страна да видиме со државна безбедност. Една си ДБК беше интересантна да се проучува, без разлика дека тие ја воде истрагата, него за нас. Бидејќи кога социјализмот се растори, односно се растори Југославија, тие со закон беа државна безбедност овластени да го чуваат суверенитетот и интегритетот на државата. Контрабавештајната служба на армијата и државна безбедност. Ние државата се растори, имаме страшна војна, со многу погинати луѓе, границите ги изгубивме, а никој не одговараше од нив. Плюс кај нас, тие истите остана на повисоки функции. Оние луѓе што своевремено биле во југословенската државна безбедност. Па истите си остана и во македонската државна безбедност. Ние мислам светот побара како што беше во Полска, Чешка, Словачка, во Маđarска. Реформи се разбира. Да се избркаат од работа бидејќи ништо не направиле. Ако не направиле ништо, значи треба да одговараат. Тие се едини одговорни за растурањето на државата. Така да имаме некои сомневања ние, но не смееме бидејќи заедно го работиме. Ова е многу компликувана ситуација, морам да признам. Вие имате сомневања дека можеби државната безбедност е вклучена во целата приказна како можен сторител, ако разбирам. Да. А од друга страна работите со нив заедно на истрагата. Тоа е една тотално компликувана ситуација. Прво ли беа зато 15 дена пред нас беа. Сега ние доваѓаме, часкаме, ама до некој начин добиваме некои одредени информации. Сега зашто овие сите информации, ќе кажам уште што друго сме дошли за да имаме сомнение дека однатре е извршен атентатот на Киро Глигоров. Можеби тој што е градел бомбата е од надвор, затоа што тоа мора да знаеш да го работиш. Некој професионалец, меѓутоа тој е платен човек, можеби. Да, сигурно платен. Обично со тоа се занимава диверзантските групи или диверзантите. Ние диверзанти имаме во Југославија, да, тие беа ностоп во војна, има веќе кондиција беа и по наше сознание беше дека диверзантот Алмата, кој бил во Афганистан, руски војник офицер, дошол во Македонија, ја направил бомбата и си заминал за одредена сума на пари. Ние тоа сознание, ни дојде како сознание, треба да го проверуваме, побаравме помош од никој што се разбира за експлозиви. Се сеќавам тогаш господин Стојан Андов, веќе имам јас еден познат инженер за пиротехника, работи во Витес, Босна, е фабрика позната за оружје и муниција во Југославија, и дојде човекот на тајно место, тајен состанок и ми објасна што значи градење на експлозив. Прво ме праша одредени наоди што сме ги нашле на лице место каде што дојде експлозија на амито и према тие сите параметри вика повеќе од 1.300 до 1.350 грама овој експлозив војниот нема. По руска метода, а по светска метода негде 1.450 до 1.5. Па викам, која разликата меѓу руска метода и светска метода? Па вика, види, русите се едно 20 години понапред од цел свет во овој дел на војните работи. И градењето на експлозивот може на пластично шише да го работи и така ги гради како рибја коска, да тоа биде како чифте, без разлика што е пластика. И не му треба вреќи да стаја од надвор за да ги заштити граѓаните, него чисто ќе удри како пушка према возилот. Сега вика, дали тоа е со daljinski управувач или на тач на видео некој да може да се активира, тоа вика сте треба да видите дали може да најдете некој предмет. Верувам дека нашиве, ама и да сме виделе, не би го препознали, не би знаеле што е. А со daljinski, која веќе значи морал да биде негде во близина сторител на 100-200 метра. И тоа се сеќавам дека имаше една таква дебата дали сторителот бил во близина и како. А тоа така го третиравме ние, дека повеќе ни идеше дека е на со daljinski управувач направено. Техниката ни беше малце
далеко од тоа дека со самото преминување на аудио или визуелен контакт да има па да дојде до експлозија, иако го прифаќам и тоа, него сега нас не требаше кој е нарачателот. Природно. За да кажеме дека извршителот мора да е некој војно лице, некој што се разбира од диверзантските работи од експлозив, за да изгради треба и детонаторите ги постави точно, па кој детонатор прв да се запали, првиот или вториот, тоа трае можда дел од секундата, ама за таа секунда се случуваат многу работи во експлозивот. По ова викаме да проверуваме све што е надвор од наша истрага, све што е странец дојдено. Тогаш немаме Бог зна каква техника на граничните премини, дали ќе може да видиме дали е стварно дојде некој офицер од Далмата, некој било каков русин по потекло, или некој војно лице. Добро. Немавме некој податок добиено и подржаме да функционираме, да прибираме сознание, да нормално имаше пред тоа и некои апсења, некои ги собиравме, разговаравме, имаше и ситуации кога нормално доваѓавме и до грешка во приведувањето на тие лица. Добро. Дојдовме до едно време кога побаравме помош, дали може меѓународната јавност да ни помогне. Дојде еден инспектор од АТФ, од Америка, тој е под Министерство за финансии, алкохол, тутун и оружје. Веќе во пензија човекот беше, како да не речам сега на мои години, да ни даде одредено мислење, толкување што треба, како треба да почнеме со истрагите. Ама никој не го брифирал дека ова е Балкан, ова е Македонија, ние поинаку живееме него во Америка. Добро, и каква беше корист од него? Па, потрошиме многу средства, многу пари, многу време. И кога треба да барате во секоја куќа песок и метални парчиња. Од тие експлозивот имаше и шрапнели метални и да бараме такви парчиња по куќиве. Ние објаснуваме дека кај нас во Македонија секоја куќа има песок. Има песок, има подрон, има немогуче вика тоа. Во Америка не си смел да работиш нешто ако не дојде лиценцирана фирма за тоа. Така е, меѓутоа ова е Балкан. Да, Балкан после Македонија. И јас викам, ова е прво срамата за службава, а тоа се префрли нас јавна безбедност. Полицијата треба да оди, обично кисела вода, тоа е дел припор, со 3-4 илјади полицајци, треба храна, треба возила, треба... Значи, огромна концентрација на луѓе, на средства, а во принцип нема да се донесе, да нема да се ништо. Не ништо посебно. ништо, а што е најлошо, во меѓувреме разбраме од каде е песокот набавен. Добро. Така да немаше потреба да бараме... Од каде беше песокот? Па негде кај Дризовот затворот покрај Вардар. Така да не хемискиот состав така се гледа, најблиску беше тој. Сега, зашто да бараме по куќи песок, па анализи, и рачуните, немаше куќа да нема песок. А немаше куќа да нема подробните метални парчиња. Јас мислам дека и се уште во некои региони е така, камо ли тогаш. И сега нормално. Да. По куќите има стално такво нешто. Изгубиме 2 месеци. Драгоцено време, јас Драгоцено време, во меѓувреме. Но кажете ми, нели и Скотланд Јард и FBI на некој начин помага? Дојде, тие претежно дојде како технички служби, форензиката, зема брисови да видат каков експлозив е, што е експлозив е. Иако беше поминато неколку дена од експлозијата, они повторно пребаруваа по околината да најдат нешто интересантно што може да послужи за да се идентификува нешто. Едно што ни кажат дека се работи за воен експлозив. Значи дефинитивно тоа се потврди. Се потврди од нивна страна, после 15-20 дена, мислам 30 така, затоа што и они треба да го однесат материјал, па да се вратат и така натаму. Тука беа присутни и германската обавештајна служба и Скотланд Јард. И мислам дека германската обавештајна служба или најдоа дека наводно некои туристи се сликале и Амито е сликано кај Бристол. Излезе на фотографија во Местникот вечер и во другите, и се гледа Амито дека е поставено ден предходно. Значи некој го донел и го оставил. И сега
Тој што го требало да го направи, го оставил и си заминал. Не може да спие во возилото или да спие негде околу. Проверувавме во сите објекти што даваат услуга за преноќиште, дали има некој странец. Не најдовме, така да викаме, од каде сега службава најде фотографија од Дамито. Да го слика баш ден пред тоа. Како случајно. Добро. Така да не верувавме дека е се случајно. Го иземавме тој дел дека е случајно. Тоа значи дека вие верувате дека германската служба всушност знае Можда знаела. повеќе отколку што Да. представува. Ама можда и нашите знаеле. Така да можда било Поврзан. побрзо. Во текот на истрагата, пошто се зборуваше, треба пари за да се изврши атентат. Не може двајца да се договорат двајца, ајде го тепаме председателот. Така. Значи треба и пари, и средства, и други ресурси човечки. Дојдеме до едно сознание дека 500 кила злато однемало од Македонија, па господинот Киро Григоров повикал владата да се каже каде е злато. 500 килограми злато снемало од Македонија. Да, па тоа беше негде 93-4 година кој се од бон систем леговме во пари, денари излегува и нормално се дали денар да биде на златна подлога, на бруто општествен производ или било како. И пошто рекле имаме злато, тоа злато е однесено Борски рудник на електролиза. Обично рудниците наши го копаат рудата, прават флотација, се топи таа флотација и во големи калупи се носи во Борски рудник. Борски рудник е во Србија и по пат на електролиза се вадат сите племенити метали, сребро, злато, бакар, волфрам и се тоа што има и нешто згора се фрла. И дека тоа злато не е вратено во Македонија. Значи е пратено тамо за да се извлечат од него најдобрите метали и не се вратило. И не е вратено. Ова е И викам, добро. дали председателот, па и за тоа беше ден пред тоа да разговара со Слободан Милошевиќ, па дали некоја уцена е, побараме да се разговара со Киро Григоров, веќе беше во добра физичка кондиција, да може да зборува. И ние пишувавме кои прашања, мисли од интерес за истрагата. Мислам дека отиде шефот на државна безбедност, наводно разговарал, ама ние кој го прашаме нешто дали има интересно за нас, нема. Тоа беше И тука заврши. и заврши. Имаше нешто, немаше. Немаше и толку. Фактички сакате да кажете дека вие со господин Киро Григоров во тие најважни моменти воопшто немавте допир. Не смееме да имаме. Беше обезбедено службата, второ имаме човек кој ќе води таа работа и после некој време дојде место од ДБК да биде шеф, дојде од јавна безбедност. Ама и тој од ДБК дојде во јавна безбедност, пак исто ќе ви се биде фаќа. за нас беше исто. Добро, ова не ви создаде реално еден куп сомнежи. Па тоа ви го кажувам. Добро. Сега после овој фотороботот, нели, одеше месец-два низ цела држава, дојде едно лице кое должеше на полицијата многу. Добро. Го имавме неколку пати спасувано, вика, ја знам кој е овој. Кој го купил возилото, каже име и презиме за едно лице. Кој го профилот, еден од водачите на Скопското подземје. Од тоа време. Не ќум имења да спомнувам. Добро. Јас Но познато лице било тогаш секако. апсолутно. И јас одам кај шефот на ДБК, викам, имам сознание дека тој и тој е. Пишам документ, да не стои дека јас измислувам. Изворот е заштитен. Значи, не смеем да го кажам име и презиме, со работник ние. И верували или не, околу 8-10 души од државна безбедност кои го држале на линија овој, беа повикани и однесени надвор од Скопје на разговор. Како мислите надвор од Скопје? Како приведени, да не речам. Тие што на линија го држат ова лице. Оти, кај нас криминалец не може да биде криминалец ако не е под заштита на државна безбедност. Голем криминалец. Тој може и да направи бење, ќе го слободат, ама одредени действија им ги врши за нив. Така да, ми вика, 10 души ги однеса на информативен разговор. Оние што го држале на линија, човекот кој што наводно е Криминалец, криминалец кој што го купил
Ами, Као наводно дека го купил, ние сега Така. пошто немаме. ауф, каква информација. И викаме, добро, ние што да правиме со ова? Вика, бе, шефот вика, бе, види, јас сакам сега да направам акција, да размислам, да видам што е, до каде, треба да ги испитаме сите елементи, не смееме да влеземе дерло му јагеде, што викаат србите. После некој време се кажа дека овој исчезнал од Македонија, Криминалецот да, а за некој време дека е убиен во Варна. во Бугарија. Во Бугарија, во Варна, во хотел убиен. Исто беше убиен и уште едно лице кој беше сомнително, Братиславската врска, собственик беше на кафуле тука во Скопје, доста познато. Работеше цела ноќ, односно после од кога ќе затвора сите идеме таму. Беше еден голем бизнисмен, па фаци врска со Словачка, прави одредени бизниси. Имаше и со албанската мафија контакт и на крај кажа дека и тој е отцепан. Така да одредена категорија луѓе што мислиме дека од криминалниот свет ќе ни помогнат, Бе елиминирани. беа елиминирани. Па, еден од инспекторите ми вика, шефе, абе има змиски отров донесен од Русија овде. Како бе змиски отров? Абе, донел некој змиски отров, викам, ние за од Албатат, фактички Русија. Добро, тоа е Казахстан, Алматар, меѓутоа се уште Ама ја тоа беше, да. да, беше руска држава. И вика, да не нешто врзано со него. Не знам, ама вика, знам каде е. Тој што ми кажа, вика, ми кажа која е куќата. И викам, немаме време да бараме од судијава налог за претрес. Отидовме од кај мене на работа, тие што се работници, опште им ги земавме мантилите, со возило отидовме и викаме, ние сме од пошта. Имате проблем со телефонот. Имаме стално, вика, проблем, те двојник, ние ово, да го поправиме. Влеговме внатре, гледаме колку луѓе има во... Викам, сам беше. И викам, кај ти е, пред да идеме таму, ја не знам како изгледа змиски отров. Отидовме по нашава кримтехника, кај биологот, еден доста добар биолог, сега не е меѓу нас, Добро. ама беше така како рече, Подготвен, добро. подготвен, многу читаше, многу познаваше. Викам, знаеш ли змиски отров како се чува? А вика, јас сум видел во Загреб. Имаше, вика, змиски отров, ама мора да биде на минус 4-5 степени, значи во замрзната форма, и да биде херметички затворен. И вика, изгледа како зрнца од ориз. Добро. И викам, абе, зашто? Викам, имаме сознание за некој, абе. Човекот ми беше доста близок. Викам, нешто имаме со ова, абе. Земете го, донесете го, ќе провериме. Ама, викам, мора да биде во епровет и во пломбиран, како да ти кажем. И во куќава, да, викам, кај ти е, тогаш имаме фрижидери за дубоко смрзавање, сандоци. Абе, вика, ако ви е за вино, имам обичен фрижидер. Абе, не за обичен, него кажи каде се симнаме доле голем фрижидер, 300-400 литри, почнаме да бараме, не знам што бараме, дојаме на кадифе, завиткани 13 провети со тапа и од озгора восок црвен, поштански. Што е ова, викам? Абе, сируп за деца. Ќе сакаш да се напиеш ти? Ќути. Абе, ај, викам, дотворам, ќе пиеш ли сируп? Не бе, вика, ќе умрам. Узевавме у кола, заклучив куќата, загваме со кола, дојдавме овде во Мобара, идам кај шефот, мој сега, нели, он шеф на оперативната група, викам, најдовме змиски отров. Он беше поише потресен него овој што го... Што го апсевте? Да. А змискиот отров го ставиме одма у кримтехнику фрижидер. Да. Не го Добро. еде до одбразнување. И вика, кај ви е доле, а овие веќе од кримтехника ми рекол да пробат на замарче заек, да извадиле едно и едно орище го растопили, заекот одма... Подмумрал. Одмумрал. А овие викам, добро, има 15, како фишекли се редени, ама 15 реди има, само 13 има. Кај се уште две? Чутеш, абе, викам, кажи се, уште две, немој се расправаме овде, знаеш, може и да те тепаме. Кај тој, двајца пратеници беа во нашето собрание. Боже мили. И викам, што ќе им е? Не знам што ќе им е. Тој вика ми кажа да им дадам. Кој ти кажа, да не го спомнувам името,
шеф по државна безбедност. Јас сум му вика соработник. Веруваше ние тројца од државна безбедност дојда, го зема, го однесо и више не го видовме човекот. Но зашто овој змиски отров е поврзан со... Па видите се, ние го прашав овој како се користи. Па вика завршени атентати. Вика ќе го растопат во некој вид алкохол, ќе го премачкаат весникот и ти ако сакаш да го читаш, ќе ти го дадат, можеш да вдишиш. И тој е доволно. Па ако е поголема количина, е доволно, обично се манифестира со срцев удар. А чекајте, фактички ова произлегува дека ова е било, ако сваќам добро, како втора варијанта. Па јас претпоставам сега, зборуваме што е. А вика, или кој ќе пиеш чај, ќе ти стават едно зрно, веќе се напиеш. И сега вика, знаеш, симптомите се на срчев удар. Овие мускули на... Никој нема да разбере дека е отров сушто. Да, тоа треба само по коренот на коса да се вади, се врши аутопсија. Меѓутоа, тоа веројатно не би се случило. Да, пошто умреш на работа, никој не туцепал. Така да... И тоа е според вас, веројатно, втората варијанта ако не успее атентатот со експлозив. Па, мислам дека тоа беше. И уште една трета варијанта има, дојдовме дека има осмиум влезено во Македонија. Што? Осмиум. Осмиум, да, оној отровен метал, отровен елемент. Сега кога е како метал е во прашкаста состојба, ако е друго е во тешка состојба, ама свеќа ми каже овој хемичарот кај нас, вика пазите, е страшно отровен. Ако отворите капсулата, сите умирате во просторијата. И ја кам го буталијаме, викам нека си го земат овие, директно носете го негде, фрлајте го, што ќе му правите. Чекајте, вие го најдовте осмиумот? Да, па го запленивме. Ама не отвараме ништо, таа испитување. Да се однесе некој што може да го испита без да се вдиши пареите се многу опасни од него. А иначе го користеле за фарбање на авионите да радар не ги фаќа. Така ни беше кажано. Добро, сега од цело произлегува, ако разбирам добро, од сите елементи што ги набројавте, дека многу сериозна организација го подготвувала атентатот и дека имала најмалку неколку варијанти на кои што може да го... Па обично и така е секој пат. Една, две, три. Ако земе пред 100 кусур години Гаврило Принцип, така е, тој дури третиот што пукал, така. Да, значи неколку души, не бил еден. Тоа ми е јасно, се разбира. Меѓутоа, председателот остана жив некако и не се осмелија со втора или трета варијанта, да речем. Тој живееше уште 15 години. Заврши после тоа, више... Меѓутоа неговата приказна практично... Нерадот го направија кај нас. Фактички ја завршија работата што ја замисли. Да. Сега имаше уште еден случај што, мислам, тој е крајен случај, после тоа више не работа многу. Добро. Пошто сегде ќе работаш и доаѓаш до зид. Нема простор, нема каде да работиш. Викам, ајде металните парчиња, шрапнели да ги испитаме. Ни дадоа нека хемиска анализа и вика, ова е скап челик. Челик ама скап, не е едноставен да го бараш сегде, иако вака делуваат како парче метал, сегде можеш да го најдеш. Почнеме да бараме каде се може да идеме по отпадиве. Немаш отпад што не го поминавме. Да побараме сличен метал на челик. Па негде околу месец дена може да изгубивме. Ние 20-30 души колку бевме ангажирани да го бараме по отпадиве. И негде 96-та година крај, 97-та почетокот, најдовме каде институцијата каде најдов исти парчиња метал. Добро, ќе кажете кој е таа? Неќум да кажам, нема затворена е фирмата. Добро. И бе многу радосен, што најдоме веќе се знаме, правиме план како сега да настапиме. Идам на шефот, му викам вака, ние најдоме од каде. Организацијата брои околу 300-350 души. Од тие 350 не се сите сомнителни, се чистачките, чувари, едно друго, не. Таа што е интелектуалната бранша, да им поставиме штипка на телефоните. Штипка значи прислушни уреди. И колку можеме да 100 или 150 да ги поставиме, а на останатите физички ќе ги обезбедиме. И од кога се ќе се реши, ќе ви кажам, ќе му кажете на нашиот патпарол да го објави дека знаеме од каде потекнуваат металните парчиња. Викам, па што ќе добиеме? Па викам, вајда некој ќе се јави, ќе рече види овие разбрале, дали сме ние, и тоа веќе ќе знаеме.
Вика, добро, јас ќе му кажам на министерот, а веќе е Чокревски министер. 96 нели заврши Фрчковски, така. Отиде во Министерството за надворешни работи. Другиот ден јас имав гости од Словенија, наши колеги. Се знаевме долго време, уште во време на Југославија и вика, мајке, отидеме на доручек во кампинг. Сега тоа е хотел парк, ама прво беше кампинг позади стадион, имаше една мала кафана, така мацена страна од Скопје. Седнавме и само што почнавме нели со јадење, на телевизија под паролот наш, вика, полицијата откри од каде се мецалите. Нити сум му рекол да каже, нити немаме време, ние вчера, другиот ден го објавува, а ние треба 3 дена да поставиме телефони, едно, друго, трето. Оти ние нашите телефоните, државна безбедност ги поставува, кај ни беше таа служба. Практично вие блокираат страгата. Не офира, нешто не блокира. И јас слушам, века на колегите, се извинам, со колата одма дојдов во МВР, идам кај шефот мој, вика, кој ви рече да го објавите сега? Ма не знам, ја вика, види со министерот. Како министер, тебе ти реков, што има министерот сега со мене? Отидов кај подпаролот. Министерот си беше на факултет, тогаш предаваш. Али кој ти рече да го објавиш министерот? Како ти рекол министерот, знаеш дека ова е тајна? Мене никој ништо не ми каже. И викам, ова е веќе крајно. Сите тие овие работи што ви кажав, значи некој од натре, некој што е вклучен во институциите наши. Сега, која му била целта сем, ќе го уништиш председателот, ќе го убиеш. Ама што цел после ќе добиеш, не знам. И така, полека го завршив мојот дел со работа. Никој пат не сум рекол не работам, ама гледам сите си испод заминавме и така. Тоа отприлика... Ова е неверојатно, нема информации, се не знам колку од овие информации веќе излегле во јавноста, верувам дека дел се непознати. Па скоро многу не се познати. Да, од ова што го кажувате, навистина е фасцинантно, верувам дека сите внимателно слушаат. Каква е улогата на министерот Фрчковски тогаш? Тој сега актуелен, од X причини се разбира, меѓутоа тогаш многумина се зборува околу неговото влијание во целата приказна. Тој беше министер за внатрешни работи, беше моќник, потоа стана министер за надворешни работи и така натаму. Па вака сега искрен да бидам, од тоа време, бар ние што работеме во министерството, што беме како старешини, да не речам сме го имале за мајта, па ма и беше интересантен, како палаво дете, некој кој ќе му даде стап, па сака да ги тепа сите. Мислам дека беше, се само не беше министер за внатрешни работи. Купи коњи од 10-12, купи наочари, направи 2-3 глупости, имаше една голема глупост 3 месеци пред атентатот, така да не го земаме за озбилно. И сето тоа што го изјавуваше на телевизија, знам дека му го дал некој да го прочита. Он не се разбираше многу од овие работи, што е нормално дека не може да се разбира. Ама сакаше да биде во кругот. Во кругот, ама толку. Мислам, не го сваќаме за многу озбилно. Не го сваќавте за озбилно, разбирам, но дали можеби бидејќи целата таа контроверза околу него и да се не заборавиме дека председателот Киро Глигоров во своите мемуари опишува одредени работи поврзани директно со министерот, разни тамо стомни, $1,000,000 и така натаму. Да, тоа го работиме и ние го правиме, ама тоа се случи после, мислам, пред атентатот, со $1,500,000 од ташта носел да му даде за името. Сега не сакав тоа да го спомнувам, па и некои работи заборавам. Грците за тоа се сомневаме во нив, пошто тие, прво, грчките генерали, објавештајци беа присутни во Македонија. Дури нашава служба им даваше и возила да се возат, да дохле до каде што сакаат. Како тоа е нормално? Како може да биде нормално? Што ако направи сообраќајка? Кој ќе одговара? Па како тоа на туѓа стражна служба им дававме ние возила? Нашава служба за да се додвори, вајда нешто да прави, а овој и тогаш требаше името да се смени во Северна Македонија, не знам, ти си бил мал, не се сеќаш, ама во Македонија доаѓа и одредени научници кои работеа во странски фирми, во странски организации на факултети, дека Северна Македонија е нормално име, затоа што сигурно ќе има и Јужна. Не знаеме тогаш дека дали грците ќе сакаат да се откажеме и од македонците во Егејска Македонија, како сега со овој Преспанскиот договор, или не, него беше
логика да биде Северна Македонија, ама Киро Гигоров не даваше да се смени името, ќе останеме, како рече Македонија, ни единствено што имаме. И дека овај министар носел пари со $1,5 покажување на Киро Гигоров да го плати за да се дозволи да се смени името. Тоа го имаме во вид, но највеќе ни доваѓаше дека сепак некој однатре. Значи, некако заклучок за оваа емисија. Рече си, цел час трае ова ваше навистина импресивно искажување. Значи, можно е, чисто како заклучок, можно е, најверојатно е дека професионалното странство, можеби од Алмата, од Казахстан, можеби од каде и да е, наше сознање мора да биде точно. Донел експлозив. Очигледно е дека странските служби дали знаеле се или во добар дел знаеле што ќе се случува е факт. Меѓутоа, еве, спомнавте можност генералштабот да е во целата приказна замешан, спомнавте интересирање колку имало интерес тогаш на Србија, тогаш на Грција и Бугарија. И ДБК наша. И ДБК наша. Ова мене најкруцијално во целата работа, дека можеби нашата служба, онаа која што е заинтересирана, би требало по проформа да го штити уставниот поредок, независноста на државата и така натаму, всушност можеби токму таа била онаа што е играла пресудната улога во овој ентитет. Со закон е предвидено. Не е дека со закон и во Југославија и сега беше истото, да таа е единствена служба која мора да се штити интегритетот и суверенитетот на државата. Затоа постои контробештајна служба и обештајна служба и контробештајна и на ДБК и на КОС. Двете беа сега во сооднос да се грижат. Ние со Југославија знаеме што се случи, знаеме како завршија сите тие во Словенија, Хрватска се ги избрка од работа, само кај нас остана. Остана истите. И истите се напредува. Уште некој од нив напредува и тоа како? Сите напредува. Јас сега можам да кажам 89-та година која беше она клучната расправија меѓу јавна безбедност и државна. Ние не сме имале баш некоја релација добра. Тие во државна безбедност за нас ништо не работеа, односно ќе направат проблем, па ние треба да го решаваме. Добро. Тоа, а земаат дупло поголеми плати. Има побрзо да дојдат до страна, привилегии, да. Привилегии и така натаму. И еден тогаш ми рече мене, вика, абе, слушај, како твојата служба, како и у Каурско и у Турско време, ама како нашата се сменили поредоток, за зид сите ќе не ликвидираат. 95-та година после атентатот го гледаме како не ве стрелават. Добро. Зашто? Па викам, се смени уставниот поредок. Се смени све, би останавте, ти началник си станал. Не ве стрела, нели ми кажуваш? Ама не, вика, со реформи ова дојде. Кои реформи? 300.000 жртви има горе у Босна и Србија. Па и кај нас се жртви. Се зачути, си замина. Тоа е тоа. Така да, има многу да се зборува, него некој јас некој пат многу зборување ќе кажеш некои работи што не се ни закажување. Сепак во тие 5000 страници што се пишани за време на функционирањето, мислам дека е спомнат атентаторот и нарачателот. Можда не со име и презиме, како институција е спомната. 5000 страници се ваши текстови и на целата ваша оперативна група. Цела група. Сега кај се тие, што се тие, не знам. После тоа многу работи со тек на време, како што ќе разберам, ги нема, уништени се. Најпаста работа бе во Комално 2,5 години. Се вратив назад, одам окрив техника, барам имаше така наречена политичка евиденција, каде не знам. Како ме може да не знаете евиденција на политички изганици во Југославија и во Кралска Југославија? Па може да е уништена. Така да имаше работи што никој не знае, нешто се уништувало преку ноќ. Така да ништо чудно и сега да е ова се уништено. Ако на некого му одговарало, а очигледно му одговарало. Дали ова значи дека и покрај овие прилично јасни сознанија што сте ги добиле во текот на истрагата, државата Македонија практично за секогаш ќе остане, официјално зборувам, со неразјаснета причина, односно докази кој точно го се обиде да губи председателот? Па еве сега во моментот останува. Ќе поминат уште 30 години, после некои ќе викаат некои форуми, ќе разговарат и ќе претпоставуваат. Како што се претпоставува за Џон Кенеди, како што се претпоставува за Улов Палме и така натаму. И ние претпоставуваме само несреќа што јас сум бил раководител, многу работи во истрагата сме ги дознале, ама не сме можели да ги до крај решиме. Сме имале нека бариера. Бариерата само по себе зборува многу, господине Несторов. Па
Ви благодарам за ова гостување. На вистина, јас мислам дека дадовте сосема нова светлина на оваа голема мистерија. Би можел да ви поставам уште стотина прашања на темата, но мислам дека ова е доволно. Јас се надевам дека некогаш некој ќе се осмели да ги реотвори овие работи и да дојде директно до центарот на злото, ако така можам да кажам. И ова емисија веројатно е во насока на тоа да се одржи во живот. Некој ќе рече било пред 30 години, што било поминало, меѓутоа тоа се оние критични моменти кога се менуваат многу работи во државата и вие како директен сведок, навистина ми е драго што еве одвоивте време и излеговте да кажувате работи за кои што не се зборува баш така лесно. Мило ми беше бар да чуе малце јавност од она што се работело пред 30 години, не седела службата, не спиела, него ете тие работи што сме можеле да ги сработиме. Благодарам уште еднаш. Фала и вас. Да, многу интересна емисија, морам да признавам, почитувани гледачи, ми е жал што завршува, верувам и на вас. Меѓутоа тоа тука е крајот. Утре во 15 часот се разбира репризното издание. А јас ќе се кажа нова седмица со мене и со нови гости следниот вторник во 22:30. До тогаш пријатно.